Христа, јас верувам, во Исуса Христа, јас се надевам, во Исуса Христа, се исцелувам, во Исуса Христа, се препуштам. Во срце моје насели се, со таткото наш сокровиште, слушам како чукаш на портите, отворам да вечерам со тебе. На Исуса Христа се поклонувам, на Исуса Христа се му оставам, на Исуса Христа се предавам, на Исуса Христа се доверувам. Таму горе в небеса. Слава ти, Господи Исусе Христе. Царство Божјо ме чека. Таму одам пругоре. Христе Боже, кај Тебе. Таму одам пругоре, Христе Боже, кај Тебе. Ти благодарам што ми го исцели грлото, што ме исцели. Вчера дојдов во Мавроскава агора. Слава ти, Господи Исусе Христе. И се уште не е ни половина на април, но беше многу топло и добив сончаница и цела ноќ не сум спан, но Исус ме исцели. Се молев, размислував, зборував во духот. Еве сум денеска да снимам завети за радост Исусова, за слава Исусова. Те сакам, Господи Исусе Христе, зборува и денеска низ мене. Дали го барам Царството Божјо? Дали одам таму? Дали сум свесен? Дали си свесен, човеку? Дека овде си привремен, овде си како во касарна, во војска. Ти се случуваат некои работи, дојден си да научиш да ги љубиш сите. Дојден си да научиш да љубиш, ако сакаш да учиш, ако не сакаш, ти поминува времето на милост. Секој има време на милост на земјата. И потоа ќе треба да се одиш на суд, одиш на царина, одиш на завршна сметка, да се види дали си ги љубел сите. И потоа раскажувајте приказки што ќе биде потоа, дали ќе се печете, ќе се пржите, ќе се вапцате, ќе играте играчки. Исус вели, доведете го кај мене, не полна уста. Христијанството е реален процес на менување, на промена на твојата припадност од себе праведен, себе ум, своје волие во негова волја, во негова правда, да му се вратиш во собственост. Полна уста стихови. Дека забележите, зборува за Исус, а врска нема. Па нема врска, по делата ќе ги познаете. Не дава плод на љубовта. Значи, полна уста стихови. Исус, јас сум спасен, јас сум крстен. Изјавува си, живее за себе. Себично, само себе си се сака, своето семејство. Овде доаѓа така малку да се искапе, како на козметичар. Пазете сега. Полна уста стихови, молитви, репетира долги цитати, да се љубиме еден со друг. Но дали го правиш тоа? Дали го правиш тоа кон сите? А срцето ти е далеку. Ете, тоа е поентата. Срцето ти е далеку. Лесно изговара, Исус живее во мене, живеам за Исус, работам за Исус. А си живее гологлаво, нели, жена, телесен верник, своеглаво, да речеме, не покажува дека глава е Исус, дека глава е мажот, па Исус, па Отецот. Видите сега, не му простува на таткото, не му простува на сопругот, зборува за Исус од својата позиција, си ја бара својата правда, си има своји идеи, не сака да се промени, ма нема јас да се менувам, ќе се смени он. Кој? Отецот Исус, приказната да се смени. Драмскиот автор што ти го напишал животот, да ја промени драмата. Тоа ни во театарот не бидува.
Авторот ја напишал драмата. Ти можеш да ја играш или да не ја играш. Ако ја играш, работиш во театар, примаш плата. Ако не ја играш, ќе ти избркаат. Така и тука слично. Значи, не му простува на таткото, зборува за Исус, не сака да се промени, не сака да се остави себе стариот празнословец, без љубов, грешен, мртов, жив човек, си се сака самиот себе, зборува за Исус, ја тепа мајка му, пие апчиња за смирување, живее во пораз, во болести, во стравови, мртов жив човек, во проклество, во слабост, не смее јавно да сведочи што направил Исус за тебе. Па немаш дух, човеку. Сами судете се, а сакаш да кажуваш кој како да прави. Па ти не си положил испит, приемен испит не си положил. Си се сака себе праведен, знаеш ти демонска природа, го земаш знаењето, например, од старешината, од некој таму на интернет или од овој тука. Исусе, те сакам, ти зборувај низ мене, го представуваш како своје, живее во пораз, болест и проклетство, слабост, демонска природа на гревот и смртта. Демонска природа на гревот и смртта. Ако со својата уста го признаваш. Што му признаваш? Што значи своја воја, своја уста? Мораш ти да признаеш. Исус за Господ. Го признавам ја Исус, да. И пази сега. Ако во своето срце веруваш, со срцето да разберат, во срцето се верува дека Бог Отецот го воскресна од мртвите, ќе бидеш спасен. Римјаните 10:9. И тие мислат во умот, да, верувам, спасен е, да, знам, да. Како да си гледал некоја театарска представа или филм и го раскажуваш, што го знаеш филмот, што го знаеш. Ти си го гледал само. Ти не си дел од тој филм. Ти мора да бидеш дел од Исусовото страдање, дел од Исусовата борба, дел од Исусовата собственост да те промени, да бидеш негов ученик. Римјаните 10:9. Признаваш со устата, пази, власт, во срцето веруваш до крај и разбираш со срцето да разберат, да се исцелат, да ги бидат, да се покајат, да бидеш слободен и исцелен, пази. И ние кажеме, не треба да се искачиш ти на небото, да го бараш Исус. Да се мачиш, да земеш скали, вавилонска кула, да се качиш на небото, да го доведеш Исус. Треба да го отвориш срцето. Клучевите од твоето срце каде се, да не ги изгуби. Дај му ги клучевите на Исус, отвори го срцето. Отвори го срцето. Треба да се отвориш, да го дадеш срцето. Матеј 10:6. Не треба да слегуваш во светот на мртвите, за да го вратиш Христос меѓу живите. Ова е Матеј 10:6, еден препев од овој, веројатно. Интересен. Пораката е близко до тебе. Таа е на твоите усни, во твоето срце 10:8. Порака во срцето и во усните. Што имаш во срцето? Отвори да видиш, тој провери таму, да не си заборел нешто. Што исповедаш со усните? Ката ден, секој ден. Дали исповедаш јавно дека Исус е мојот Господ и Спасител, Исусе, Исусе, Исусе? Или се срамиш од тоа? Не му простуваш на татко ти, мајка ти, брат ти, агресија кон мајка ти, зборуваш за Исус, не го почитуваш старешината, зборуваш човеку. Па ти немаш почит. Кој ќе те доведе тебе до Исус? Некој треба да те доведе. Доведете го кај мене, вели Исус. Тоа го зборувавме минатиот пат. Не треба да се качиш на небото. Пази сега. Зборува за Исус, а си под власта на духовите на овој паднат свет. Си тераш по својата волја, својата правда, своите желби. Не попушташ. Не треба да се качиш на небото. Треба да клекнеш, да паднеш, да му се поклониш на Исус, да му предадеш се, да се вратиш во негова власт, собственост, припадност, да му се подариш нему, ти, храм да бидеш на Духот Свети, во дух и вистина, дух
Да не ја бараш собствената праведност наместо Исусовата праведност. И луѓето собствена праведност, собствени битки, собствени желби, собствени илузии не се предал, а Исус вели нека биде Твојата волја, Татко мој. И во овие слова те сакам, што е тоа што те држи врзан на растојание, оддалеченост и оттуѓеност од Таткото небесен Исус Христос. Седни сами, одсуди се и прашај си, што е тоа што те држи далеку, оддалеку го гледаш Исус, од дистанца, да нема граница меѓу мене и Исус, да живее во моето срце, ревносен за Бог, израелци, но немаат правилно разбирање. Пазете сега, 10:1-11, Римјаните, тоа значи на Мојсеевиот стол седна и се уште седат до денеска книжници и фарисеи кои со својот сатански телесен извитоперен ум го толкуваат ова слово, немаат правилно разбирање и ти си погрешно подучен и одиш по широкиот пат во пропаст. Христос ја исполнува целта на законот. Сите што веруваат во Него се здобиваат со праведност и дека по верата сме оправдани, верувам во Исус, оправдан сум. Ама чекај, верата без дела е мртва. Покажи ми ја верата своја кога ќе дојде нешто. Еве сега, например, се случи нешто, дали ти остануваш, дали продолжуваш да работиш, нешто ти се случува, ја продолжувам да работам, мојот татко работи, не сопирам, додека дишам, додека ми чука срцево, Исус е мојот Господ и Спасител и понатаму. Амин. Оправдание од претходни гревови. Но што значи да веруваш во Исус? Па ќе ја кажам таа, бевме ние, имавме една собраќајка, тогаш се уште не бев утврден, ме учеше таткото небесен преку Исус Христос, дојдовме са бајле, слетавме од патот, го искачивме колата, дојде прати луѓе од снегот и дојдовме на влезот во Велес, во едно мало манастирче, имаше таму тогаш еден човек, понатаму, што најден едни мошти, ако се сеќавате, и така не се занимавам со тие работи, од 2 метра, и таму дојдовме у 6, 7, 8 са бајле. Се враќавме, мислам дека беше од Македонска Каменица, можеби од некој друг град. Не избркаа зашто јас кажав нешто што не му се допадна на лидерот на партијата, не викнаа на соберни и како патриоти да кажеме нешто. Им кажав дека не мора да подпишуваат договор со сатаната. Ги лажат дека треба да подпишеш. Само со Исус подпишувам договор и сега се покажува тоа. Се покажува. Можеби тој сега е во екзил, знаете. И таму човекот ни рече на двајцата, бев со мојот братучет. Ти имаш вера, сега ако ти каже Господ, Бос ќе се качиш горе по трња над манастирот. А ти имаш вера, ама размислуваш. Видете, што е тоа вера? Да оставиш се земно, старо, може да биде член на семејство, да врвиш, действуваш, љубиш заедно со него, нешто што го сакаш од светот, што те влече назад, те држи сатаната на дистанца, не ти дозволува да запалиш, да се распламти твојот дух и да тргнеш, ти си врзан, се уште имаш синџир со двоостар меч. И мечот на духот ги раскинувам сите пранги што сатаната ги фрлил врз секој еден од вас. Кажи, Исусе, дојди во моето срце. Секој што ќе му се обрати, Господе Исусе Христе, на Исус, ќе биде спасен. Обрати, промени. И бугарите имаат збор обратен. Спротивен од тоа што го дал Господ, да биде машко, женско, он сега друго ќе биде. А ти треба да се обратиш од стариот човек во новороден, обрати, предаде, препушти, врати во собственост и владение, управување. Секој што ќе му се предаде, даде власт, волја, срце, душа, верата доаѓа преку слушање, послушност на радосната вест за Христос, Римјаните 10:16. Не значи таму слушаш, па не ти излегува, влегува, имавме ни еден израз од едното во другото уво, него слушање, послушност, покорност.
Покорност е вистински збор. Покорност во 11:7 се вели, па кого го слушаш, кај да го најдеш Исус? Па тој што ја води заедницата. Ако ги изгладиш односите, ќе примиш сила. Пре нику не го доаѓаат укорите, бидејќи ти не можеш да дојдеш до Исус, не го слушаш, не си се квалифицирал, не си положил приемен испит. Треба да преминеш од Египет во Израел, да се поклониш, да го читаш на глас Словото, да ти е срцето право, да жеднеш, да знаеш дека не го разбираш ова Слово, дека треба некој да дојде да ти објасни. Сето друго е не си положил приемен испит. 10:16 послушност, покорност, послушност, значи одбрани. Визијски збор, заклучок е дека само мал број, одиме 11:7, одбрани го добија она што сите израелци, првата заедница избрани го бараше. Останатите беа тврдоглави, непослушни, непокорни, не сакаат да учат, возгордеани, самолюбиви, по својата волја, погрешно поучени, непријатели на благата вест, нивната трпеза во замка им се претвори. Очите не им гледаат, ушите не им слушаат, полно христијани, полна уста. Такви се до ден денешен 11:7, 9. Понатаму вели вака, мрежа во која ве уловат, ќе се уловат казна што ја заслужуваат. Очите нека им се помрачат за да не гледаат, ко кажува извршувањето на законот, и довека грбави да станат од гревот кој ќе ги нависне. Го видов тоа во една визија, и лјадници, луѓе сиви, носат тешки товари, полека се движат во една удолница. Држам некого за рака, прашувам што е, што носат. Ми вели духот, своите гревови. Ти така се движиш во овој живот. Држам некого за рака, го испушти, викам чекај. Ми вели доцна е веќе. Така и ти држиш некого за рака, треба да го доведеш пред Исус. Нема грешка кај Исус и Отецот. Секој го добива, треба да го доведеш кај Исус. Тоа што му е нужно за раст и промена од тело во дух, мрежа со која те лови сатанскиот паднат свет, се твоите врски во светот, похотта на телото, желбата на очите, гордоста на животот, горди сме ние. Те сакам Господ Исусе Христе. Во 26 стих се вели дека тогаш сите израелци, кога е тоа, тогаш ќе бидат спасени, ќе ги избави избавителот од сета нивна безбожност еден ден, ќе го исполнат мојот завет спрема нив, вели Таткото Небесен, ќе ги отстрани нивните гревови, Римјаните 11, 26, 27, еден ден, но не заборавајте, ако некој каже нешто против Исус, ќе му се прости, но против Свети Дух нема да му се прости, тоа значи ќе мора да отплакаш самиот во духовниот свет, дали ќе бидеш гола душа, дали ќе треба да отплакаш, тој создава ново небо и нова земја. Тој знае, јас не знам, пишано е дека Исус е првиот и последниот, почеток и крај. Се од Него и се преку Него се држи. Тој ќе биде последен, еве стихови, поголем број од израелците се непријатели на радосната вест. Поголем број од христијаните се непријатели на радосната вест, полна уста стихови. Римјаните 11:28, израелци, избран народ, првата заедница, возлюбен, заедница на Таткото, но се против Исус и Таткото, зборуваат за Мојсей, Арон, пророците, зборуваат за некој Бог таму, а не го познаа и го распнаа Исус. Непослушни на Бог, 11:30, секоја мисла би требало да е покорна, послушна, усогласена, верата доаѓа од слушање и послушност на Господ Исус Христос. Тој, Таткото, ги остава известно време сите луѓе во затворот на нивната непослушност. Ти си затворен
врзан си од сатаната во таа непослушност, за потоа спрема сите да покаже милост. 11:32, еден ден. Не се сообразувајте според мерете со световните луѓе, за потоа за сите да покаже милост. Пазете, 11:32, не се сообразувајте според световните луѓе, туку допуштете да му допуштиш во твоето срце таткото однатре да те преобрази, така што тој ќе го промени начинот на кој ти живееш, размислуваш и действуваш. 12:2, треба да бидеме тело Христово, духовно поврзани, споени. Имаме потреба еден од друг, како и деловите на човечкото тело, раката, окото, ногата, не може сами за себе. Сакајте ги луѓето искрено, не само на уста. 12:9. Знаете, имаме празна вера, празна благодат, празна љубов. Без Исус во твоето срце си живееш по стар начин, срцето ти е далеко, или имаш полна радост Исусова, жива вода на вечната љубов. Тоа е тоа што ти недостасува. Најважната заповед, Марко 12:28, тогаш кај Исус дојде еден вероучител, тајно, кој го слушаше претходната расправа или јавно, согледувајќи дека Исус добро им одговори на садукеите, ги праша која е најважната заповед во Божиот закон. Па да се љубите еден со друг, како што тој не возлюби до крај, да се љубите еден со друг, како што јас ве возлюбив, да име што вика тука. Првата најважна заповед гласи: слушајте, израелци, православни христијани, протестанти, католици, сите други. Вие имате само еден Господ и Бог. Денеска велиме татко, сакајте го Господ, вашиот Бог, со сето свое срце, мачи, не само со умот, со сета своја душа, со сиот свој разум, со сета снага. Значи, треба да се насочиш, да се сообразиш, да се обратиш, да се промениш. Втората заповед е слична на првата. Сакај го својот ближен како себе си. Кој е мојот ближен? Сите што се во потреба. Други заповеди поважни од овие нема. Вероучителот рече: добро, учителе, право каже дека има само еден Бог, да се сака Бог со сето срце, разум и снага. Вероучителот му потврдува на Исус, да се сака ближниот како себе си е повредно од секаков вид жртва. Пазете, да, но дали имаш ти сили да го направиш тоа? Самиот немаш, мораш да му дозволиш на Исус да се насели во твоето срце. Кога Исус виде дека човекот даде умен одговор, му рече: не си далеко од Божјото царство. Видете, по ова на Исус никој повеќе не се осмели да му постави прашања. Дали ти ги љубиш сите? Дали се срамиш од Исус или јавно зборуваш? Подоцна додека поучуваше во храмот, Исус рече: еве тоа возгордеаност. Како можат вероучителите да тврдат дека Месијата му е син на Давид? И тие го даваат како род дека Бог е израелец, евреин. Кога самиот Давид, потикнат од Светиот Дух, рекол, му рече Јахве, Јехова, на мојот Господ, седни од мојата десна страна, додека не ги соберам твоите непријатели под нозете твои. И под твоите нозе, и под моите ќе бидат еден ден, ако сум во заедништво со Исус. Ако самиот Давид го нарекол Месијата Исус, кој Господ, како може Месијата да му биде син? Ти си само употребен, си бил сад во еден период. Исус не е евреин. Бог нема националност. Тој создал се и евреите, и македонците, и болгарците, и грејците, и арнаутите, и натосаните европејци, и сервите и така натаму.
многоброен народ со одушевување го слушаше учењето за Исус. Тие мисля дека се избран народ, дека се спасени, дека го знаат Словото. Нивната црква е најголема, апостолска црква. Ова е најголема, папата е не знам што. Овие си читаат од Библијата. Нема такво христијанство. Христијанство е Исус да живее во моето и во твоето срце, брате и пријателе. Он да зборува, он да действува, да ги врши делата, неговата волја да ја употребуваш, твоите зборови, неговите зборови да се зговараат низ тебе, да бидеш сад негов, да бидеш послушен и покорен, да ги љубиш сите, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во Македонија Исус, за сате сакам, Господе Исусе Христе. Нека ве облее Исусовата љубов, не за сатаната и смртта, да за Исус во моето срце, во секој еден од нас, во сотрудниците, во Радио Свети Дух Македонија, во оваа телевизија Македонско сонце и на секаде каде што се слуша живото Слово Исусово, меч на Духот, кој не се враќа празно, победува во името на Господ Исус Христос. Амин. Христа, јас верувам, во Исуса Христа, јас се надевам, во Исуса Христа се исцелувам, во Исуса Христа се препуштам. Во срце моје насели се, со таткото наш сокровиште. Слушам како чукаш на портите, отворам да вечерам со тебе. На Исуса Христа се поклонувам, на Исуса Христа се му оставам, на Исуса Христа се предавам, на Исуса Христа се доверувам.